Со 500 нови паркинг места ќе се решава хаосот во паркирањето на Клинички. Град Скопје го почна процесот на реализација на две монтажни гаражи. Едната катна гаража предвидено е да биде изградена во непосредна близина на клиниката за гинекологија, а другата до клиниката за инфективни болести. Георгиевски очекува по утришната владина седница да ги добијат ингеренциите за преземање на паркингот. До крајот на март месец би требало да се заврши комплетно со целата документација. Ќе се одобрат средства со ребаланс на буџетот во град Скопје, кој што треба да се случи во март месец некаде и некаде до април крајот би требало да започнеме со целата процедура. Така што она голгота низ која што поминуваа граѓаните, не само жителите на Скопје, туку и сите оние кои што имаат потреба, конечно ќе решаваме во рамки на клиничкиот центар. Цените на паркинг услугата ќе бидат исти, а онколошките пациенти нема да плаќаат. Овој список дополнително ќе биде проширен, најави градоначалникот на Скопје. Донесовме и одлука повторно на Совет со тоа што зголемивме групите на граѓани кои што во минатото немале третман за ослободување од паркиралишта, освен што средствата ги зголемивме и групите ги зголемивме кои што имаат право на бесплатен паркинг. Не планираме да ги зголемуваме цените реално таму, затоа што сите идат со мака, народски кажано, таму и не планираме ние дополнително да ја отежнуваме состојбата на граѓаните. Проблемот со паркингот на Клинички е децениски азол за кој досега ниту една власт не најде решение. Последен таков обид имаше екс-министерот за здравството Равари, кој имаше идеја за јавно-приватно партнерство. Планот беше паркингот да припадне на приватен инвеститор кој ќе менаџира со него одреден број години додека да ја поврати инвестицијата. Овој план пропадна бидејќи се појавија сомнежи дека тендерот наводно бил местен за контроверзни фирми од соседството. Миријана Давидовска, Сител телевизија.